Добра ви вечер, гледачи. Денеска мој гостин е Стефче Доневски, мој добар пријател, можам да кажам, и еден од туристичките работници со кој со големо задоволство соработувам. Стефче, ти ја имаш етно куќа Шанчева во Кратово. Представи ни се на гледачите во смисла на тоа како дојде до тоа да ја купиш таа куќа и да од нејзе направиш можност да доаѓаат туристи во Кратово. Користам прилика да ги поздравам гледачите што ја гледат емисија Авантуризам и како остапениот простор за ТВ куќата вистинска, а секако и до вас како еден од познавачите со повеќе годишно искуство од областа на туризмот во Македонија и како невладината организација Крале Марко, која последните 30 години беше популарна и сега е популарна за луѓе кои сакаат да читат. Инаку сакам да кажам дека во старото градско јадро, во Скопска мала, имам купена куќа 2009 година на едно старо градско семејство Ѓургинчев, или куќата е позната и како Ѓургинчева и како Шанчева куќа од страна на газдрицата на куќата Александра Шана, која била со еден вид на визионерка со напредни сваќања, напредни идеи за градот. Иначе семејството е било со трговија на басма од Истанбул за Македонија со Солун и со Софија, трговските врски. Таа е уште жива? Семејството се бавило со тој начин и се биле добро ситуирани, со текстил, штофови, чоја, басми, конци, игли. И еве сакам да кажам, реално, јас за пред да купам куќата имав повеќе години идеја. Јас гледав една прекрасна куќа во Кратово во Царина мало или во малото постарок на Медреса или циганско мало, тоа беше на семејството Манасови. Тоа беше една од поубавите куќи, беговски куќи во Кратово. Меѓутоа, не беше проблем за плаќањето на куќата, не беше куќата како скупа, беше и проблем е со улицата, бидејќи 200 метра треба да се стигне од прочуената стаклара до куќата на Манасови, бидејќи нема за кола, нема за приступ. И така се роди една идеја да во Скопското мало се продаваше куќа на 3 спрата со сочувана фасада, архитектура. Куќата беше прилично последниот воз за пред реновирање. Да. Инаку куќата е 21 година, значи 1921 година е правена или обновена на стари темели. Изворот ми кажан од наставничката Олга Шанчева, сега покојна, ми даде највеќе информации за куќата, значи од 21 до 2014 година. Куќата беше со типична фасада надвор, со стреи, со кермиди. 2014 година е направено реновирање на фасада на дворното место, степеници, со новата тоалет, купатило, тај дел што фаќа надворешниот дел закошно. Остапениот простор за подрум, семејството што ја купи куќата од позната кај беше кај Стојко покојни матичар, од нивните керки, бидејќи они не сакаат да земат нешто од куќата, имаше каци и качиња, како остае вистински изложбена постановка на семеен виски подрум. Бидејќи јас сум од Попотеко Шлегово, татко ми беше покојни самарџија, дедо ми беше архитект Диме Лејов, реставратор на куќи и градби на нови куќи, така да двата алати са комплет сачувани, и самарџискиот и мајсторскиот занеат. Еден дел са семениот вински подрум, што спаѓа конкретно каца, каче, крбло, казани, вина, еден посетител што може да види една изложбена постановка. Тоа е една од атракциите кај тебе што може да се види.
Значи, куќата е на основа на спрат, има соба која има прилично, од тај тип се прилично големи ходниците, со две соби, кујна и помошна соба, додека горниот спрат има исто 3 соби, голем ходник, што може посетителите да се едноставно да се осеќаат коматно. Моментално сместувачкиот капацитет е за 7 особи, значи имам брачна соба, соба со 1 кревет и соба со 4 кревета кои се со категоризација, значи ние имаме категоризација од општина Кратово, на секои 3 години правиме значи категоризација кои услови треба да се исполнет, значи како едно семејство што може да биде ние влезни книги за гостите што треба да бидете визитирани, пишени, значи се тоа треба да функционира. Тоа е прва куќа која на таков начин во Кратово работи, така? Ние сме, мојата е прва куќа во Осоговскиот, во источниот дел на Македонија, како жива етно куќа. Бидејќи така се роди идејата, бидејќи еден посетител што може да види, бидејќи Кратово и Шлегово се прочуени по ароматични билки, по пастрама, пастрамајки, овчи меса, тука спаѓа и прочуената кратовска кацана сол или шлеговска кацана сол. Што е една од атракциите кај тебе кој ќе се дојдат. прави презентација, тоа е како еден финален производ за многу кратко време што може да се направи зачин. Значи ароматичните билки, пиперката, царевката, сол, за кратко време може да се направи готов производ. Бидејќи дури и сами да учествуваат. Сум имала можност тоа да. Има интерес кај полските туроператори, кај словеничките туроператори, кај германските. Реално повеќе има странски туроператори заинтересирани за посета на Кратово и на пробување на зачина за дегустација, отколку кај нас од секторот за туристичките агенции или општо тие, дали ќе биде Министерство за економија, Државна агенција за туризам, например, треба да биде офатена една програма, може да биде како пилотен проект на Кратово, медна куќа, чајна куќа, земјоделска куќа, занајчиска куќа, ароматична за зачини, зачинска куќа, нели, за да биде. Меѓутоа, што може да се отвори едно поле на повеќе избор на посетител кој сака да биде медна куќа пчеларска. Тоа се типови кој може да биде. Али да се, например, сетики има љубители на љута сол, на блага сол, али секако се направи презентацијата за 20 минути. Значи има можност одма и да проба. Тука спаѓа црнорожен леп, соработка со партнерите од пекарите од Кратово. Значи мора да имаш една заедничка соработка, дали ќе биде од Мише, дали ќе биде од Зоран Шаци, дали ќе биде од Цане и Андреја. Мора да има соработка с не може се еден. Дефинитивно, тоа е дел. На тај начин посетители кој да дојде, дали ќе биде пастрамајката избор, дали ќе биде во Гурман, дали ќе биде во Корнер, дали ќе биде кај Александрија, кај Куќи, дали ќе биде кај Спиро, изборот е нивни. Морам да кажам дека на некој начин не само што ја отвори етно куќа Шанчева, туку мислам дека и на некој начин го заживеа туризмот во Кратово. Кратово беше еден заборавен град кој едноставно пропаѓаше во својата самотија. Види, Кратово има еден историски развој земено од процесот од 16 век заклучно. Ние сме многу богати со легенди, со историски. Имамо, значи, ние имамо 10 моста. 10 моста по, значи, тоа се сите легенди, сите предади. Значи, некој си траже Радин мост, некој си траже Чашиски, Јокширски, Горномамски, Џонов, Бошков мост. Значи, има легенди. Тука е црква, тука се боровите. Значи, има еден посетител за едно кратко растојание. Од историска литература, 474 муслимански семејства од Конја, од Азија се дошле пекари, клинчари и ковачи. Имамо 1515 10 еврејски семејства.
последните нивниот број се иде до 37 еврејски семејства у Кратово. Јас и ти ја почнавме, не ја завршивме приказната со Дубровчани кои беа во Дубровник и кои има своја улица и живееа во куќите и на некој начин го помогна, ја помогна изградбата на Радин мост. 39 семејства са дојдени, има литература дека земјоделскиот пазар е бил во Конјух, пазар на жито, на млечни производи, бидејќи во книгите се збори дека попатните стражи наплаќаат, плячкосујат. Имотите што са Велин Поцеви, тоа са едно од семејство кои имат још од тај лоза Дубровачката, и во литературата 1916 тоа е последниот имот што не е сакал да го продаде Дубровчанино, Андро Готин, публикуен од професор Тодор Кондев и професор Стеван Симич, бидејќи благодетите на колонијата Дубровник што са биле, значи они са биле пред да дојдат турците, поголем дел од тие што се имат одселено од Кратово за Дубровник, успат са кажени дека са од Босна, бидејќи да прекријат парите, да не бидат оплячкани, да не бидат... Поголем дел се имат раселени за Трансилванија, Призрен, Виена, секој дека нашо свое место за работа. За живење. И живење секој. И 2200 христијански семејства, дали се косачи, дали се дрвари, дали се делачи, дали се... Значи, тоа е попис на регистар на христијанските семејства. Професор Стеван Симич дава податок на 54 верски објекти, значи тој се не само Кратово, значи тој спаѓа и околината на Кратово. Скитови, параклиси, дали се муслимански, дали се еврејски, дали се христијански, значи испоснички келии, скитови, богомолка. Богомолките се многу ретко. Се уште има у Кратово богомолка што може да биде презентиран. Тоа е верникот што директно моли на Бога. Една од работите која по мене е исто атрактивна, тоа се вулканските топки и можноста да се посети целиот тој крај, бидејќи Кратово е познато дека е во кратер од вулкан, израснат и она што на некој начин е доживување, а го нема на друго место, е дел од тоа. Вака, 1974 година Геолошки завод од Белград прави истражување и го става заштитното подрачје Горно Кратово да биде како резерват за издувен вулкан, не активен, дека се гледат агломерати вулкански бомби, али ова треба да се кажат геолозите. Не ентузијасти, него од геолошки. Снимени се филмови, Кратово караван, доступни се што може да се видат, имамо и мала количина на обсидијан, на вулканското стакло, али тоа се мали количини кои се прават за накип. Имамо Горно Кратово, Шлегово, Шопско рудари. Тоа се се вулкански бомби, видливи, но имамо и во Плавица изливен. Тоа е сосема нешто друго, али тоа треба да го каже стручен доктор по науки, кој е соодветен за таа да го каже за тој тип на... Бидејќи ние како Република имаме многу малку познавање за тај област. Каква е твојата соработка со музеот на Кратово? Музеј? На Кратово. Музеот, ние имаме добра соработка и многу е интересно музејската постановка има етнолошка, вистинска, бидејќи тој се среќават шопска, которска, планинска носија, што у еден мал простор може да се види. Многу е интересна шопската носија, вистински етнолог, вистински, значи, што е умислена, Драган, Марина, имат оделение направено, тоа е вистинска соба. Другата соба е дел од рударството, археолошка, што е многу интересно, дека има фотографии на аудеопајонски монети кои се најдени у Кратово, има секако жгури, остатоци, алатки, кои се најдени од страна на жителите и као дадени за поклон. Спаѓа Симичевата кула може да се посете, Златковата кула најстрата, највисоката Саат кула, отворени са од 7 до 18 часот сабота недела. Турскиот затвор е исто многу интересен, тука во непоследна почетокот на влезното
на кратовските тунели, спрема регистри, додека има 6 влезни врати, значи има на повеќе заради струјење на воздух. Тај дел пред платото на музеј е со камен, у ресторанто Александрија кратко растојание 16 метра, тој е скала, исто доста интересен, додека со цигла треба да се отвори на улица Планинска, поточно кај куќата на Гане Јордев, тоа е веќе свод со цигли, човечка висина, што може да се проведе. Значи, вештите са биле, мостовите кули са секак биле повржени. Така и легендата повржена, што сакат туристите да чујат, дека... Едно од атракциите се и тунелите во Кратово. Ке има проект, ке се отворе, на едно место се влезе, на друго се искоче, али тоа е повеќе годишен и поинтересен проект, тој ќе биде некој као проект на високо, на што е у Босна. Такви проекти ќе бидат, но има си од страна што треба да се има соодветни стручни лица кои треба да го изработат тај проект за тунелите. Не е тој за еден или за 2 месеца за да биде, тој са повеќе годишни. Да, дефинитивно. Значи, али сек пак... Не може да не спомнам и Центарот за карпеста уметност, кој го држите вие и на некој начин презентирате тоа што е во тој крај многу интересно и е нешто што вреди исто така да се посети. Еден посетител кој ќе влезе у просторијата у Центарот за карпеста уметност има можност да ги види фотографиите од Соцев камен, големото градиште, може да види од Крилатица, може да види од Горно Кратово. Тоа се поексклузивни фотографии, 33 фотографии може да се види. Ние имаме брошури и за Соцев камен, и за ротондата во целото Конјух. Значи, еден посетител што може да дојде да ги види и остатоците од жгура, тоа се ливниците кои се били у Кратово. Историски има 6 ливници кои се сребрено такова, кај диспонзер, најпрочуеното ливница за олово, најголемата ливница за Римската империја била на чекалиште во Жгури, денес под атар на село Приковци. Таму се зборат многу интересни податоци дека камилите се донасале вода за ливницата, значи да има топење. Така и кажена легендата за слепата баба која ги лува у кораб децата, на прашањето Евлија Челебија како мајките ги познаваат бебињите или бебињата мајките, бабата кажуе бебињата по својот плач мајките ги познаваат, значи тоа е Да, една од работи. Ја нема емисија во која не сум го спомнала Кратово. Кратово е за мене пример како може да се развива туризмот во државата, дека треба луѓе кои се влюбени во таа работа за да може да го развијат тоа. Твоите приказни и твоите пречекувања на луѓето кои доаѓаат за мене се нешто што ме стварно фасцинира, бидејќи ти си полн со приказни и навистина имаш што да им раскажеш и да сватат дека Кратово е еден уникатен град, можеби и на Балканот. Има, види сега, има интерес и кај учениците, и кај студентите, значи се зголемува броја на посетата, бидејќи на Балканот, ако сакаш нешто да видиш, ќе го видиш Дубровник, ќе видиш стариот дел на Котор, у Македонија ќе видиш Кратово. Или ќе дојдеш, у Македонија секако и Крушево, тоа е попатно и Марковите кули Прилеп. Гледам луѓето кои имат интерес, што сакат нешто да дојдат да видат, да посетат, секој потража такви мали места, значи што може попутно да биде. Ние треба да сватиме дека треба за градот Кратово пред свет треба да се направи добра инфраструктура да биде. Пример, ние 24 км сме од локалитетот Соцев камен и големото градиште. Значи, ти си одсечен 25 км. Значи, тоа не е на 5 и 6 км. Се е убаво, природа да, убаво. Не покрива мрежа, не покрива телефон. Значи, има си, тоа треба да се инвестира, ама повратни пари, колку ќе се вратат, колку ќе се повратат. Треба да има обезбедување, треба да има стражари. Значи, тој треба да биде како Хераклејас, Тоби, Кратово, повлача тие луѓе,
треба да имат... Колку градоначалниците, зборам не само за овој, него и минатите, го имаат осетот дека треба да се тоа стави во некои рамки, да тоа се помогне и да едноставно Кратово може да биде град кој живее од туризм. Не, види сега, не дека не се добри програмите што се биле уназад за било кој градоначалник. Меѓутоа, луѓето треба да сватат нешто сериозно, дека не мора да тече, ќе капе. Ние не смо Охрид, ние не смо Битола, ние смо Кратово. Значи, треба да се формира јато. Па веќе од последните одења мои гледам дека има и други куќи кои почнуваат да примаат гости, што значи дека луѓето размислуваат на начинот дека од тоа може и да се живее. Треба да се, например, не е само да отвориш етно куќа, кој мене е друг проблем, бидејќи овој дел куќата седу, дел може да се издаде. Али лично, ако издаваш, например, да издаваш, само куќа за престој, струја, интернет, вода, тоалет, значи е скупо. Цените се зголемуваат. Значи, да бидеме реални. Инвестицијата што ќе се покрие, што ќе ги дадеш, значи, најмала инвестиција што треба е 30.000 евра. Тоа е најмалку, нема мајстори. Не е само да, например, треба не да гипс на тебе, треба вар, треба ламперија, треба бои, треба фарби, треба значи не е за гипс. Странецот е дошол да види некоја куќа што има типичен лик. Не, украто останава што може да се види уште 20 куќи, нема повеќе. Например, ние кога спаѓаме делот Саат кулата према, имамо да видиме можност куќата на турската куќа дека е живеал оџата. Имамо можност на куќата дека е еврејското, дека се живеале евреите од Чашија, вистинската куќата на Стефан Маџо или пред нега е била куќата на Абду. Позади се имеч опишува за Мојсиевото брдо, дека се молиле евреите на Мојсе. Значи, ова е публикацијата на професор Стефан Симич. Имамо за Дубровчаните, тоа е 39, значи тоа се како денешни инвеститори, дали ќе инвестират у грне, дали ќе инвестират у земјоделие, у зелка, дали ќе инвестират у сирење. Тоа се исти од денеска. Од Дубровник ќе донесат маслиново масло, маслинка, сол. На тај начин има некоја размена. Они се претежно биле по трговијата, жените дома имат начин за разберување. И додека христијаните се биле претежно со стока, дравари, и биле се и занајчи, дали ќе биде пекар, дали ќе биде шивач, клинчар, ковач, самарџија. Значи, затоа и Кратово имало 365 занајати. Да. Дефинитивно е нешто што е големо богатство, а мислам дека не знаеме правилно да го искористиме. Пак ќе кажам во смисла на тоа дека тоа туристички може да живее. Градот и да едноставно младите не заминуваат, немаат потреба од тоа. Кажи ми на каков начин се прават резервации кај тебе? Ние имаме соработка со Booking. Поновите време има ARB, меѓутоа они се за нас е скупо за тај опција за многу давачки банкарски, ама таму се гледат следење на парите дека идат колку кој добави. Booking си е добар, Google Maps исто е една опција кој сака да те најде. Пример си правят резервации, луѓе што сакаат да дојдат ден, 2, 3, 4. Има луѓе што идат од Чешка, Словачка према Грција, има луѓе што се враќаат од Грција, не сака по аутопут. Секако лесно е како популарна дестинација Баркала. Имамо ту непосредна винска куќа што може да се види. Злетово, минералошката збирка од соретки минерали во проби. Секако попутно може да се види село Шлегово, значи шлези кои се останале на овие простори, 19 семејства, и кажуваат дека забравиле култура, забравиле јазик. Едни останале шлези кога дошле у Шлегово, што ги интересирало само жиците до место пресва, па другите отишле како затопење на рудата у Злетово. Значи, овие се податоци биле од Манас Манасов, најверојатно дошол до некои податоци од литература.
Постарата најверојатно има кратов голем фонд на книги што може да се најдат по Тебе те имаат посетено и доста туроператори. Кажи ми како е соработката со нив? Еве сега ќе кажам, Дончо е арбо е за верската тура, бидејќи ние сега се зголемуваме, бидејќи од 23 февруари донесени се моштите на Свети Ѓорги Кратовски. Да. И тој дава како еден Ти мене ми ја покажа и куќата во која живеат и мислам дека треба да се реновира и направи таа. Види, добри се, сабота и недела работат, веќе имат измена на работното време црквите до 17 часот. Значи ќе бидат си имат службени лица кои ќе си кажат за моштите, има интерес, значи конкретно и како што е Лестовски манастир, моштите на Гаврил Светогорец и на Ѓорги Кратовски, значи има потражувачка за зголемување на посетеност на градот Кратово. Зборуваш за македонци кои сакаат да видат. Да. Не дека имамо ние и верски тури од Полска православни, има и од Чешка, има и гости од, например, верски тури кои ги интересира Водоча, Лесново. Например, ние треба да знаеме дека у непосредна близина на Лесново имамо ние ликов на цар Душан. За нас нели обичаено манастир е манастир, него ние по литература Србија има посетеност за Ѓорги Негорички црквата, има интерес за Сачката црква, за Лесновски манастир. Значи има ретки фрески, има ретки икони, има си тамо службени лица кои ќе си кажат кој ќе прима на кој начин, со ред, со дисциплина, со тишина, со така. Тука, значи, кога се заврши посетата, може да се види најстрото дрво на балкон, дудинката. Една од можностите која јас и ти ја пробавме и која побуди многу интерес и која мислам дека треба да се разработи, тоа се билки различити за чаеви и имаше доста интерес. Турата беше, ако се сеќам, да дојдат, да им се покаже, да им каже човек кои билки се зашто и да едноставно сами си наберат и ги носат дома да ги слушат. Еве, ние како пилотен проект може да биде град на ароматични билки. Да. Ние имамо мајчина дожица, ноктец, повеќе типови нане. Ова, например, треба да има своевремено постарата генерација се сеќава, кратко си постоеше билкара на Оковоит. Откуп почињеше се од април заклучно до октомври молови да се собират. И денеска, ако има интерес некој биолог, некој дете, или без разлика за една соработка, игличка, дали ќе биде љубичица, дали ќе биде мајчина душица, дали ќе биде перуника, значи, ако постоја таква некој простори и начин кога треба да се бере, кога треба да се суши, значи ќе има изобилство. Значи, еве, тоа еден, нека биде град, да речемо, ајде, град на зачините, нека биде, да има фестивали, да има настани, да има, еве, Шлегово, Кратово. Да има едноставно и информации за булките. Да има раздвижување. Една од работите што кај тебе ја има често, тоа е посета на ученици и студенти. Кажи ми каков е нивниот интерес и колку се нивните сознанија пред да дојдат во Кратово за Кратово. И дали се изненадени од тоа што го имаат можност да го видат? Значи, луѓето кога ќе ги прашаш на почеток дека може да видат повеќе мостови, повеќе кули на еден мал простор. Например, ти ќе му кажеш 6 кули, тоа е мал простор. Кога ти му кажеш камени, стари, вистински мостови, дека има 10, знаеш, у почетокот се гледа како само градското. Например, Бошков мост е на периферијата, Аджи Костов мост, Ѓоргиев мост, на Бурката, моста на Подкапа. Ние тие не ги ставамо најшли. Ние се уште имамо дрвен мост на Табачка река Джонов мост. Да. А не давамо оборно внимание не давамо за тој нешто. Например, ако се гледа сликите на 27 година, још
Још постојат фотографии што може да се... Како е можно, например, 39 филма да потроше австријски фоторепортер само укратал Курт Хишлер, тоа е негова архива дадена у музеј у Виена, доступно за некој етнолог, за некој што ќе проуче фотографии, слика да ставе како мотив од Кратово. Една од работите која е изгубена, која исто така мене ме боли, тоа се бањите. Вие имавте една прекрасна бања, на која мислам дека е сега хотелот Силекс, ако не се лажам, на тоа место и едноставно е замрено дека во Кратово имало бањи и дека бањски туризам можело да се... Точно е опишено градското купатело со топлата вода од страна на францускиот геолог Аме Боје 1836, но како геолог он го гледа дека водата има повлечување. Сега се има поместено за едно 12 км западно во изворот Здравевци, тоа е топлата вода. У почетокот беа истражните вода за имаше обично истражно, значи почеток не е тоа бања, не е тоа нешто што е. Додека е било градското купатело што го пишува Челебија, дека се мере со Париз, Дамаск и Кратово, дека е било поделено купателото мушко, женско со топли води, дека медицински се биле масерите слепи, дека архитект е големиот Неймар Синан, значи сината џамија, Хајдар Паша џамија Битола, градското купатело Мошанови, значи он е работил дека има пари, дека може да се направи. Земја и људи, најдобро е опишено од страна на професор Стимов за градското купатело. Цевки со парија, со топла вода, у кафаната на Тасе Дончев, дека се наидујат на такви цевки, се гледа со не джеф стакло, најверојатно со тој стакла, лини, малецки помера, со пријатен мирис од мошус. Тоа е се опишено, значи, у едниот. Ако се земе податок дека Тодос Гаджев е имал приватно купатело и купателото што е у табачката мало још постојат остатоци од купателото, се збори за 3. Последното купатело што е било на Тодос Гаджев, Јаким Ѓуѓанка, Кратовац, што е бил комшија на Тодос Гаджев, и Раде Јакимов се дале најверодостојни податоци за Тодос Гаджев, дека 40 товара дневно е градското купатело трошило од дрва, дека сите занајчии од чешијата што работат, после работа идат на туширање. Секако има сапуни, секако има лејка, дека водата не е како сега модерни купатело тоалети, тоа време се знае како. Да, вистинска штета е што тако нешто не постои сега за да може како атрактивно да го доживее секој посетител. Вака сега, на пример, клинчар, ковач, на пример, добро е кажено од страна на луѓето да биде клинчарска работилница за шајки или нешто друго. А сега у Турција, ако идемо ние, идемо таму да гледаме, него вдека го имаш, ако сакаш да направиш, се бледо гледа, дали, например, школски екскурзиите за школските деца, за средношколците, за металурзи, што треба. Значи, тој треба да има организирани некои агенции што треба да го нуде. Значи, јас сум задоволен од туристичката агенција Арбот Равда, што прави реклама за верските тури и за Кратово, и за Лесново. Гледам ги за како луѓе тури гледат. Не дека има и Сдружение на жени, има и од Прилеп, има и од Битола, кои ги... Тоа е како еден подем за што сака да се посетат црквите и манастирите. Тоа е затворен еден проект што иде добро функционира. Дончан ми е еден од гостите со кој го имам тој муавет, би сакала. Верувам дека Македонија има толку многу цркви и манастири да едноставно тоа може да биде многу добар туризам. Меѓутоа, ни една година во Италија има секоја година саем на верски туризам. Кај нас никој не отишол ни да види, ни да понуди тоа што има. Види, Горде, мора Државната агенција и Министерството за економија и општините, например, мене како општина или било кој треба да ме покане за саем таму. Да. Значи не ја
мене туроператорот да ме тражи. Значи не. Значи ја таму треба да бидам, дали ќе биде Берлин, дали ќе биде он. Например, во Македонија се знаат колку гости. Сулев е добар, што воде гости. Горан од Компас воде гости, Ехпор, и тоа е веќе 20, може да се каже, традиција која има што влесна гости и се зголемува број кои идат од Бугарија, Македонија, Грција, Бугарија, 15 Израелци едно време одеа доста. И има интерес кај тие точно за Кратово. Значи, од сите тие што може да види. Например, тука Данијел Медарски воде гости, Го Македонија воде гости. Такви мали кои имат интерес за Куклица, Кратово, лесно. Например, ние имamo Кратово прекрасни деца, младен професор по гастрономија и он воде гости. Лиде, Марија. Да, Лиде, Марија. Значи, гледа сега, ние колку сме, толку сме. Значи, мора да има една соработка. Некој не може мора некој да седе да ги пречека гостите, некој треба да ги одведе. Секако. Значи, ние треба да бидеме реални дека ако се направи прилазен и приступен добар пат за автобуси во Куклица, не дека патот е за комбе, да, ама големите автобуси веруваме, очистување на траса, тоа спаѓа и за Цоцев камен, после тоа да се директно со автобус да се отиде до паркинг плац. Дефинитивно, сета таа понуда што ја има Кратово и околината не е добро поддржана, мислам, од државата и државните органи. Ти го започна тоа 2014, така? Да. Ни во еден момент од таа фела никој не те поканил или не, да не кажам дека не едноставно не посакал да направи нешто да повеќе од тоа го има. Ја доби покана, реално зборам, од Зоран Николовски за Лондон. Да. Зоран ме покани. Меѓутоа, знаеш, тој са подготовки, тој треба да биде, кратки са, 3-4 дена, кратко е. За нас е, нели, за представници на САЕ. Например, јас сам имал можност од другата страна на Slow Food, као невладена организација со презентација на храна, која има дотирни точки и со гастрономијата. Тамо е веќе нешто друго, тамо има поголем интерес. Галички кашкавал, вино станушина, има можност да биде у Торино, има можност у Босна, у Софија, у Грција. Значи, тоа е една добра организација и добар координатор е Николче, значи спаѓат со развиена, веќе има спектар од отварање на балкански продавници, на вина, се што нешто е да може посетител на домашни производи. Например, има интерес за галички кашкавал, има интерес за сладкото од смокви, има интерес за сланини, има интерес за станушината вино, мет од коштан. Значи, ние прилично што може да понудим. Еве, например, јас со зачинот за кацаната сол. Има можност еден посетител веќе од турата да проба и да направи сам и да понесе. Има и да проба од специјалитетите кои се нудат преку организација Slow Food. И Slow Food се покаже како една добра организација за промоција. Веќе, например, кога доаѓаат луѓето што пратат Шпанија, Италија, кога ќе кажеш, например, Slow Food Hostel. Значи, куќа го препознаваат како тако. Неминовно е една од работите што јас постојано ја кажувам, тоа е гастрономијата. Македонија нема место кое нема свој специјалитет, кој нема нешто што е карактеристично само за тоа место и да едноставно на таков начин како што успеа ти да бидеш препознатлив, да тие градови бидат на таков начин препознатливи и да понудат она што може. Пред да почнеме со разговорот ми спомна дека имаш еден проблем околу храната, дека многу доаѓаат вегетаријанци кои едноставно не се желни да тоа го пробаат или да едноставно вие треба да им понудите нешто што е од нивната храна. Смени се начинот и тоа стана еден проблем и за нас што издаваме хостели, хотели, за сите стана како тренд веган или вегетаријанец. Проблем кажено за нас, проблем врз проблем.
Или, например, ако седне било која у ресторант и доведеш, например, од групата и турката, од 15 од групата, 8 ќе се пријават вегетаријанци, двојци ќе се пријават веган, кафанџијата Ке дига рамења. да. Колку се подготвени за такава понуда на вегетаријанци? Вака сега, Марк беше сега скоро кај тебе, нели, он ги води оние емисии со храна. Дали со него направивте муабет на таа тема и дали некоја идеја има тој? Темата беше може да функционира еден салон за дегустација, ама тој да биде усклоп на општината. Например, тоа во Македонија може да функционира Демир Капија, Кавадарци, Кратово, али тој мора да спадне у некоја институција. Кај нас сега има еден проект Младенче со храна и сместувачки за млади, ама тој треба да биде вистинско одржливо. Не само да биде за месец, два и три. Да. Меѓутоа, нашата листа у Македонија е богата гастрономска карта. Ти колку сакаш понуди свиска, телешки, меса, знаеш, тоа е пилешко, тоа е многу, понапред беше да. Сега се смени, например, ќе отиде гостот, ќе седне шопска салата сака. Што ќе му правиш? Например, кафанџијата, ќе пие вода. Кај нас нема веќе патлиџа наш. Види сега, за нас, нели, шопската салата, нели, он ужива, например, он сака парче сирење, дали ќе биде од било која млекара или било што, или ќе седне за него одговара. Меѓутоа, за да се направат гозби, што е као понапред било, за полска, за чешка да се јаде, тај дел на гастрономија, дали ќе биде супкани, мантии, дали ќе биде пастра. Ние, да, пастрамајката добро функционира и лето и зимо, ама има одредени луѓе што не се љубители на тесто. Тоа е многу за нив. Например, ние како Балкан за нас не представува ништо. Ама ти треба да имаш тоа 365 дана, треба да биде. А што би ти направила ако имаш ресторант, како ќе се тоа се трошкови? Ние сме за жал при крај на емисијата, поминаа брзо 45 минути. Кажи ми, дали ти имаш син, така, кој заврши археологија и кој е во моментов во кулата како можност на презентер за гостите кои доаѓаат. Сум имала чест да видам дека навистина го прави тоа од срце и убаво и мислам дека нешто што треба да им пренесеме на гледачите, дека целата твоја работа, тебе ова не ти беше струка, едноставно се дојде до идеја да тоа го почнеш, меѓутоа даваш многу од срце. Не само тоа, него учиш постојано, ги читаш книгите, наоѓаш разни начини да добиеш информации, за да можеш тие истите да им ги пренесеш на луѓето кои доаѓаат кај тебе. Кажи ми од едно твое искуство и една препорака до оние кои би сакале да се занимаваат со тоа што ти го правиш. Вака сега, ние сме отворени како за соработка за сите, дали ќе бидат невладени организации, дали туристички агенции. Например, Стефче Доневски, хроничар од Краково. Луѓето ме знаат и од странство, и дома. Као Станислав Пигон што беше, у странство познат, дома непознат. Такој беше изреката на Станислав Пигон, дека сите ќе бидат услужени и изборот ќе биде нин. Дали ќе сакат цркви, манастири, дали ќе сакат геологија, дали сакат гастрономија, археологија, биологија, и изборот е нивни што треба да се види, да се спакуе како еден пакет, како еден производ, што може да се види. Например, ние гледаме дека се зголемува бројот на посета на кој има интерес. Пред свеја ќе дадам една насока, студентите по архитектура, металурзина, треба да историски треба да ги видат податоците за ливниците, архитектура, градба на куки, на кули, на мостови. Еве давам препорука, ко Стефче Доневски, нека ме потражи, стојам на располагање. Благодарам.
Јас се надеам гледачите дека уживаа во нашиот разговор и дека многу нешто научија. За жал, при крај сме, мораме да ја одјавиме емисијата, да ти заблагодарам многу што дојде. Сепак од Кратово е малце понапорно да се дојде, да се враќаш сега денеска и топол ден, но еве искрено благодарам.